Добро вечер. Следува централното издание на Дневникот на К1. Јас сум Сања Левкова-Ангелова, ова се настаните на денот. Потребна е помош за 3-годишната Лана која боледува од церебрална парализа. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов изврши увид на градежните активности на улиците кои се асфалтираат во градот. За 2 години трета посета во Македонија на председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Денеска градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов на терен изврши увид на градежните активности на улиците кои се асфалтираат во градот. Тој информираше за асфалтирање на повеќе улици и во местните заедници. Прилог на колешката Мартина Митков. Општина Кавадарци како приоритет во локалниот економски развој се фокусира на реконструкција и осовременување на патната мрежа. Со отворањето на асфалтните бази се работи на повеќе улици во градот и местните заедници. Денеска градоначалникот Александар Панов излезе на терен, изврши увид на градежните активности на повеќе улици и информираше за асфалтирање на пристапниот пат до селото Дреново, улицата од селото Возарци до браната на Тиквишкото езеро и други улици во местните заедници. Со помош на владата на Република Македонија го реконструиравме копнето патниот правец Кавадарци Мушов гроб до Мушов гроб, секако со помош на бизнис секторот. Во изминатиот период беше реконструиран, односно комплетно искрпен и потегот од Мушов гроб до селото Мрежичко. Остана таму уште еден мал дел, а тоа целото Мрежичко, преку Свети Петре до селото Рожден, кое што се надевам дека во наредниот период од неколку денови или месец ќе биде комплетно реконструирано од страна на Македонија пат. Панов потсети дека во изминатиот период се заврши комплетната реконструкција на патниот правец Ладно-Долче-Страгово и поголемиот дел од Крњево. Останаа уште 400 метри за кои изрази надеж дека ќе се завршат во текот на оваа година. Комплетно го реконструиравме и го проширивме патот од селото Крњево до селото Бохула. Морам да подсетам, бидејќи луѓето забораваат, најмногу опозицијата, тоа дека минатиот период го проширивме и го реконструиравме комплетно патниот правец од Кавадарци до селото Ресава, а со дополнителна ургенција и дополнително обезбедување на финансиски средства од страна на владата на Република Македонија, ваквата реконструкција продолжи и до селото Бегниште. Во изминатиот период се реконструираа и пристапните патишта до селата Фариш и Гарниково, изјави Панов. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Неготино денеска одржа пресконференција по повод провокациите на СДСМ и нивната општинска организација од Неготино. Тие рекоа дека СДСМ го потценија сопствениот народ без да пресметаат дека предавствата нема да им бидат простени, нагласи Никица Танчорова од ВМРО ДПМН Неготино. ВМРО ДПМН не е партија која ги кочи и оневозможува демократските процеси во оваа земја. Напротив, ВМРО ДПМН е народна партија која работела и секогаш ќе работи за целите на народот и државата. Изјави денеска на пресконференција Никица Танчорова, а по повод, како што кажа таа, провокациите кои се добро препознатлив стил на СДСМ и нивната општинска организација од Неготино. Така и дебатата во собранието на пратениците од ВМРО ДПМН оди во насока на обелоденување на неуставната тиранска платформа, која како таква во собранието беше внесена од албанските политички партии и нивните пратеници и истата во целост беше прифатена од СДСМ. Почитувани, тоа е она што го нуди коалицијата предводена од СДСМ и ДУИ. Почитувани пратеници од СДСМ, уште еднаш пристапивте со истата грешка, нагласи Танчорова. Го потценивте сопствениот народ без да пресметате дека предавствата нема да ви бидат простени. Еден ден оваа платформа ќе биде уште една црна точка која СДСМ ја запишува во македонската историја, а народот уште еднаш ќе покаже дека на овој или на оној начин народот секогаш победува, а предавствата секогаш се платени. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1,5 денари за литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Деталите во прилогот што следува.
Одноќеска на полнок во автомобилите ќе точиме поевтини горива. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика која ги објави новите цени на горивата. Со тоа што дизелот поевтинува за 1,5 динари за литар, а цената на бензините останува иста. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 останува 65 динари, а на Евросупер БС 98 67 динари за литар. Новата цена на Евродизел ќе изнесува 50,5, додека екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава за 39 динари за литар. Како причина за намалувањето на цените на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 1,71% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,27% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Потребна е помош за 3-годишната Лана која боледува од церебрална парализа. За подобрување на состојбата лекарите за неа препорачуваат постојана рехабилитација. Финансиите се главен проблем за семејството кое брои 5 члена, бидејќи само таткото е вработен. Сторија на Валентина Михајловска. 3-годишната Лана е родена со церебрална парализа и не може самостојно да се движи. За подобрување на состојбата, лекарите за неа препорачуваат постојана рехабилитација. Откако наполни 3 години, Лана го загуби законското право на бесплатна рехабилитација во Костозглобната болница Свети Еразмо во Охрид. 5-членото семејство има проблем со финансиите затоа што само таткото е вработен. Мора да ние сами тоа да оплаќаме, меѓутоа е прескапо, мислам, за нас како родители. Ние не можеме толку, мислам, да се барем 2 пати во годината да оди. Она одеше пред тоа по 4 пати во годината, меѓутоа беше од државниот фонд. А сега не можеме, значи, по 650 денара е од дневно. Сабота и недела, значи, не ги вежбаат децата таму, а истото се плаќа и тоа, не знам. До раѓањето на Лана, мајката била во работен однос, но на детето му е потребно постојано да биде со родител, па затоа повеќе не работи. Семејството се обидело да ја смести во градинка. Побаравме ние, меѓутоа ни кажаа дека нема доволно кадар за да се прими Лана во градинка. Имаме разговарано, значи, со директорката на градинката и со директорката на социјалното, сите ветува. Лана не може да престојува ниту во дневниот центар за лица со хендикеп, поради тоа што истиот е за деца за над 5 годишна возраст. Поради прекинот во осигурувањето на таткото, во наредните 6 месеци не можат да користат и пелени преку Фондот за здравствено осигурување. Сите хумани граѓани кои сакаат да помогнат во рамки на своите можности, можат да уплатат на трансакционата сметка во Тутунска банка со број 2105016444 26693 или да се јават на нивниот телефонски број 077 768 444. А во Македонија зголемен е и бројот на деца со аутизам. За да се надмине овој проблем, клучна е соработката помеѓу родителите и стручните лица. Велат дефектолозите. Според нив, родителите треба отворено да зборуваат за овој проблем, со цел да се изнеде соодветно решение. Се зголемува бројот на деца со аутизам во државата. Точната бројка на аутистични лица во Македонија, како и на новооткриените случаи годишно е непозната, бидејќи во државата не постои официјален регистар. Проблемите на деца со аутизам и нивните семејства почнуваат со самото дијагностицирање на нивната состојба и продолжуваат во текот на целиот живот, вели дефектологот Александра Јорданов. Најчест проблем кој што би го издвоила како огромен проблем е дијагностицирањето на овие дечиња со аутизам. Значи, родителите лутаат по институции, кај професионалци за да добијат совет, за да добијат точна дијагноза. Од која ќе ја добијат таа дијагноза, значи немаат никакво советување и никаква насока за како да се третира понатаму. Читаат по интернет сајтови, си добиваат погрешна слика, доаѓа до една негација на неприфаќање за состојбата на детето.
За децата кои може да се вклопат во редовните училишта преку така наречената инклузија, потребен е придружник, дефектолог, кој ќе помага во следење на наставата и извршување на секојдневните задачи, вели Јорданов. Со примањето на дефектолозите во училиштата, веќе родителите и немаат потреба за да си плаќаат личен асистент за нивното дете. Дефектологот е тој кој што работи индивидуално со децата, работи како асистент на час, значи влегува, да кажам, 2 до 3 пати во неделата и му праќа домашни задачи. Според дефектолозите, соработката на родителите и стручните лица значително ќе голесни и подобри квалитетот на живот на деца со аутизам. Многу е важно да има соработки со родителите, ние како стручни лица, бидејќи соработката со родителите на лицето со аутизам и лицата кои што се дружат со лицето со аутизам, значи оние нормални лица, тоа е една најважна алка во целиот процес. Дека тоа ако се надмине и вклучувањето во овие кампањи, дека ќе се подобри и нивниот квалитет и живот. На Светскиот ден на аутизмот вчера вечер светлата во Младинскиот парк во Велес светеа во сина боја. На тој начин локалната самоуправа со поддршка на лицата со аутизам. Намалувањето на утринските температури ги оштети овошките. Во наредниот период не се очекуваат негативни температури, а врнежите кон средината на оваа недела се добре дојдени за второто прихранување на посевите со азотни ѓубриња и подобрување на влажноста во почвата, особено во површинскиот слој. Ниските утрински температури имаа влијание на оштетувањата на овошките, но поради краткотрајноста на мразот, истите ќе имаат само проречени плодови. Кајсијата која се наоѓаше во најчувствителната фаза на почеток на формирање на плодот, настрада од ниските утрински температури. Проречувањето на плодот пак ќе значи подобар квалитет. Краткотрајниот период на доцните пролетни мразеви на целата територија се среќна околност. Земјоделците во топлите денови кои следат можат да ги наѓубрат своите посеви. Најавените врнежи пак кон средината на оваа недела ќе бидат добре дојдени за второто прихранување на посевите со азотни ѓубрива. За работа на отворено во градинарството, температурите околу 20 степени се поволни и за пчеларството времето без врнежи и цветање на големиот дел од овошките и другата вегетација се исто така добри. Ученици од Општинското основно училиште Гоце Делчев од Неготино заедно со своите наставници и родители учествуваат во интернационалниот проект Ноќ со Ханс Христијан Андерсен по повод роденденот на најголемиот писател на бајки. Тие преноќија во училиштето и денеска во негова чест засадија дрво на бајките во училишниот двор. По повод роденденот на најголемиот писател на бајки, данскиот книжевник Ханс Кристијан Андерсен, во Општинското основно училиште Гоце Делчев од Неготино беше организиран настан Ноќ со Ханс Кристијан Андерсен, на кој се вклучија учениците, наставниците и родителите и заеднички со повеќе активности го одбележаа неговиот роденден. Се вклучивме ние заедно со 4 мои колеги како тим, во кој што сум јас, Елена Стојанова, оделенскиот наставник Сузана Малчева, Велика Велјанова, како и Ордан Чориштов. Што нашата цел е да побудеме свест кај учениците да развијат своите читачки вештини, да користат голем број на техники, а со тоа и ние му помогнавме еден вид изведување на настава со користење на иновативни идеи, а тоа преку различни игри, работилници и слично. Овој проект се спроведува со цел да ги запознаат учениците со голем број на бајки, често и ретко достапни, поттикнување на желбата, интересот за читање, унапредување на вештините на читање, користење и секција на достапни ресурси, сето тоа на сосема забавен и оригинален начин за читателите. Верувам дека ќе имаме ноќ со прекрасни и незаборавни доживувања заедно со учениците, затоа што сите неуморно работевме со голема самодоверба за да ја постигнеме нашата цел, а тоа е оваа ноќ за која моравме да
прескокнеме и некои пречки во обидот да успееме. Ова е интернационален проект каде се вклучени неколку земји од Европа и пошироко. Сите досегашни активности кои што беа реализирани изминатиот период, почнувајќи од октомври минатата година, па се до овој ден беа со цел презентација на неговиот лик и дело. Учениците преноќија во училиштето и денеска во негова чест засадија дрво на бајките во училишниот двор. Нас родителите само не вратија наназад децата во времето кога ние сме биле деца и кога сме ги учели бајките од Андерсон. Можам само да го поздравам овој проект. Јас како родител, се надевам и останатите родители имаме само позитивен ефект од сето ова. Децата исто така беа многу возбудени, јас тргнувајќи од моето синче кое што денес само рачунаме сати наназад кога ќе стигне 8 часот. Тоа може да го потврди големиот број на дечиња кои што ќе спијат оваа вечер да го прослават денот на Андерсен. Ханс Кристијан Андерсен е роден на 2 април 1805 година во Оденсе, Данска. Неговите приказни биле толку човечки, толку искрени, што го пропатувале сиот свет влегувајќи во секој дом. Во своите дела раскажувал за личности од неговиот живот. Честопати во неговите дела главни ликови се животните и преку нивните постапки ги исмејува особините на луѓето. Неговите приказни се читливи, разбирливи и лесно ги занесуваат како децата, така и возрастните. Тој комуницирал со децата и создавал толку впечатливи дела, затоа што пишувајќи, самиот тој размислувал како дете. Македонија, како и досега, така и во иднина ќе действува за заштита на својата национална безбедност и сигурноста на своите граѓани. Но истовремено Македонија е чувар на портите на Европа и повеќе од 19 месеци врши контрола на преминот за влез во најбрзиот мигратски коридор, што води кон Европа, рекол председателот Ѓорги Иванов на средбата со председателот на Европската комисија Доналд Туск. Во однос на актуелната политичка состојба, Иванов истакнал дека неговиот став останува непроменет. Правната и политичката пречка мора да се отстранат. Целта на двата услова е новата влада да не биде оспорена од ниту една страна и по ниту една основа. Мојата одлука е превентивна за да спречиме штетни последици со кои би се соочиле. Уцената влада е нестабилна влада со краток рок на траење и штетни последици. Ке потсетам дека Европската унија е гарант на само два договори – Охридскиот рамковен договор и договорот од 2015 година. Од тука, императив на партиските лидери на политичките партии треба да биде спроведување на ургентните реформски приоритети, речи Иванов. Вести од земјава. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск денеска е во Македонија. Се сретна со председателот Ѓорѓи Иванов. Според најавите, главната тема за разговор била мигрантската криза, улогата на Македонија во справувањето со истата, политичката состојба во земјава, како и европската перспектива на регионот. Посетата на Македонија на првиот човек на Европската унија се реализира во пресрет на се почестите предупредувања од нов бран бегалци, како и во контекст на се посилните тензии помеѓу Европската унија и Турција за прекин на договорот за мигрантите. Најавите од страна на турскиот председател Ердоган за прекин на приемот на мигранти представува голема закана за Европа, пред се за балканските држави, што е причина за алармирање на Европската унија. Ова е трета посета за 2 години на Туск во Република Македонија. Шести ден конститутивна седница на Собранието на Република Македонија. И денеска се дебатираше околу тиранската платформа. Пратениците на ВМРО ДПМН бараат отфрлање на истата. Велат не е важно дали таа се нарекува платформа или декларација. Важна е содржината на документот, со кој би се променило општественото живење во државата, како и односот на малцинствата. Еве дел од расправата. Ја злоупотребам ова процедурална забелешка. Доколку навистина се грижите вие за помалку бројните заедници, каде бевте 10, односно 11 години во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, каде бевте за загарантирани места во собранието за помалку бројните заедници? Вие, господа, од ВМРО ДПМН, една недела, односно 6 ден, устата ви е полна со помалку бројни заедници. Не злоупотребувајте ги помалку бројните заедници,
бидејќи на вистина помалку бројните заедници во Македонија се лојални граѓани. За мене сосема нејасно како кога сите помали етнички заедници во Република Македонија реагираат на тоа што во платформата не се спомнати, нити турската, нити бошќачката, нити српската, нити влашката, нити ромската, сите реагираат, и нивни здруженија, и нивни политички партии и така натака. Како може представник на таква помала етничка заедница да се чувствува комотен и да дава поддршка на една влада чија што и влада и парламентарно мнозинство чија што базичен договор е прифаќање на таа платформа во која што за се зборува освен за помалите етнички заедници. Тоа е гола политика и голи ветувања, веројатно, кои што повеќе имаат лична димензија од колку што имаат етничка димензија. Конститутивната седница започна на 31 декември минатата година. До сега за збор се имаат пријавено 50 на пратеници. Пуштен е во употреба најдолгиот сообраќаен тунел во Индија, Ченани Нашри, чија изградба траеше 6 години и чинеше 537 милиони евра. Тунелот свечено во употреба го пушти индискиот премиер Нарендра Моди. Низ 11 километарскиот тунел минува автопат што ги поврзува Кашмирската долина со останатиот дел од Индија. Од тунелот полза ќе имаат земјоделците од Кашмирската долина. Вести од светот. Србија го има новиот председател, тоа е Александар Вучиќ. Со освоени околу 55% од гласовите, Вучиќ победата ја прогласи доцна синоќа. Победата е убедлива и според првичните резултати, Вучиќ има освоено 12% повеќе гласови отколку сите заедно останати председателски кандидати. За мене е важно да кажем. За мене е важно тоа што изборите покажаа дека големо мнозинство од српските граѓани се залагаат да продолжиме по европскиот пат, истовремено одржувајќи блиски врски со Кина и со Русија. Како што се очекуваше, второто место на овие избори му припадна на Саша Јанковиќ. Тој ја доби довербата на 15,5% од гласачите. Изненадување на овие избори е третото место за актерот Лука Максимовиќ. Тој освоил 9,4% од вкупниот број на гласови. Повеќе од 6 тони кокаин наминет за црниот пазар во Шпанија, заплени полицијата во Колумбија, што е досега најголема заплена на дрога во таа држава. Полицијата му зададе досега најголем удар на организираниот криминал, бидејќи заплени 6134 килограми кокаин во местото Баранклија. Кокаинот бил наменет за Шпанија, соопшти полицијата. Дрогата и припаѓала на криминалната група Заливски клан, која ја предводи моментално најбараниот криминалец во Колумбија. Неговиот клан е составен од припадници на десничарската паравоена единица. Во Македонија денеска преовладува облачно и посвежо време со врнежи од дожд со послаб, а во западните и јужните делови повремено с умерен интензитет. Слично време ќе имаме и утре. Со оваа информација за временската прогноза го завршуваме дневникот. Од мене пријатно.